Благодарност до вас, медиумите, за континуираното следење на работењето на Државниот завод за ревизија и за транспарентното и отчетното известување за нашите резултати. Би сакал да истакнем дека денеска организираме настан кој што се однесува за отчетноста во работењето на политичките партии во пресред на престојните локални избори. Ќе дискутираме за тоа, за научените лекции од преходните извршени ревизии во периодот од 5 години, а посебно од извршените ревизии во делот на председателските парламентарните избори. Би сакал да истакнем дека како главен државен ревизор готов сум на работата на вработените во Државниот завод за ревизија, бидејќи во сегашниот период успеавме да докажеме дека доследно ги почитуваме меѓународните стандарди на Интосај, односно Интосај 5.12 принципите, правење разлика за животот на граѓаните, каде што во суштина докажавме дека треба да представуваме институција за пример, институција која има свој кредибилитет и институција релевантни за соодветни информации. Нашето работење во суштина се состои во тоа да ги известуваме даночните врзници, медиумите и сите засегнати страни за утврдените состави за начинот на користење на даночните на средствата од даночните врзници. Како резултат на тоа издаден е годишниот извештај за работењето на Државниот завод за ревизија за 2024 година, во кој што се содржани или информираме за извршени 88 ревизии, од кои издадени се 132 ревизорски извештаи. Она што представува клучно во работењето на на Државниот завод за ревизија представува постојано зголемување на индикаторите за утврдување доданата вредност од работењето на Државниот завод за ревизија. Може да забележите, ако во 2020 година имавме 5 индикатори за утврдување доданата вредност за работата на Државниот завод за ревизија, во 2024 година имаме 27 индикатори со кои што ја утврдуваме или ја потврдуваме додадената вредност од работата на Државниот завод за ревизија. Што е она додадената вредност во Државниот завод за ревизија? Тоа е во суштина помалку или неуплатените или помалку пресметаните даноци и придонеси во буџетот на државата, во буџетите на општините, незаконско користење на средства, неискористените грантови, платените казнени пенали, незаконско користење на средства и така натаму и така натаму. Исто така известуваме за степенот на преземени мерки по дадените препораки од страна на субјектите предмет на ревизија и покрај тоа што можам да кажам дека сме задоволни од преземените мерки по дадените препораки од субјектите предмет на ревизија, се уште имаме простор за подобрување во начинот на користење на јавните средства и силно верувам дека заедно со извршната и законодавната власт во наредниот период ќе преземеме соодветни мерки во која што процентот на преземени мерки по дадените препораки ќе се подобри. Што очекувам од денешната работилница? Очекувам да сите надлежни институции, вклучувајќи Државната изборна комисија, Државната комисија за спречување корупција и ние како Државен завод за ревизија, заедно со меѓународната организација за безбедност ОБСЕ во нашата држава, заедно со меѓународната организација за изборни системи да дискутираме со политичките партии и невладините организации, односно со сите актери, да дискутираме за отворените прашања кои што може да допринесат за подобрување на процесот на спроведување на изборна кампања и надминување на утврдените системски слабости кои што по долг временски период Државниот завод за ревизија ги истакнува во својот годишен извештај, ги истакнува во поединечните ревизорски извештаи, се со цел да се подобри самото контролно обкружување, да се подобри самата изборна регулатива и да се обезбеди подеднакво настапување на сите учесници во изборната кампања. За подобро информирање на законодавниот дом, за подобро информирање на засегнатите страни, Државниот завод за ревизија во последните 5 години има издадено преку 234 поединечни ревизорски извештаи, а ова година, односно во 2020 за 2024 година, издаде 2 збирни извештаи кои што се однесуваат на изборната кампања за председателските избори, кои што учествуваат 7 кандидати, и за изборната кампања за парламентарните избори, каде што учествуваат 5 коалиции и 12 поединечни учесници во изборната кампања. Благодарам. Кои беа, да речем, најголемите забелешки во однос на последни избори, парламентарните и председателските, што стравувате можеби да не се повторат и на локалните? Видете, нема поголеми прекршувања во делот на председателските и парламентарните избори. Клучната констатација на Државниот завод за ревизија е констатацијата дека 77% од платеното политичко рекламирање за председателските избори се финансира од буџетот на
на државата преку Државната изборна комисија, додека за парламентарните избори некаде околу 67% платеното политичко рекламирање се финансира преку буџетот на државата, преку Државната изборна комисија. Остануваат и понатаму состојби кои што треба да се надминат во делот на системските слабости, а тоа е во делот на уредување на начинот на уплата на донации по завршување или по објавување на конечните резултати од спроведените избори, бидејќи знаете нашето законодавство дозволува по извесен период од објавување на конечните резултати одредени правни и физички лица да уплатуваат донација, секако дека кога веќе ќе се знаат резултатите, тогаш останува можност секој оној што е заинтересиран да уплати на победникот, а не на сите подеднакво. Од тогаш каква е отчетноста на партиите? Отчетноста на партијата може да забележите дека Државниот завод за ревизија, почитувајќи принципите на Индосај 5.12, правење разлика за животот на граѓаните, постојано упатува одредени дописи до политичките партии и учесници во изборна кампања за почитување на законските и подзаконските акти во делот на почитување на отчетноста, и може да забележите дека во текот на 2025 за претходната 2024 година имаме огромен степен на задоволство или почитување на законски утврдените рокови за поднесување на финансиските извештаи и извештајот за донации, поради тоа што Државниот завод за ревизија континуирано објавува одредени соопштенија во социјалните медиуми и на својата веб страна, каде што ги повикува на почитување на одредбите, законските одредби на самите политички партии, во исто време и преку електронска комуникација и контактирање лично по телефон да ги почитуваат одредбите. Јас сум задоволен оваа година, во суштина на крајот на криштата од преку 60 политички партии, само 4 партии останаа веќе кои се блокирани за паричните средства кои ги добиваат од буџетот на државата, што е огромен успех во споредба со претходните години. Сите партии имаат поднесени финансиски извештаи? Велам, само неколку партии останаа блокирани со одлука од министерот за правда, бидејќи не ги испочитуваа крајните рокови за доставување на финансиските извештаи и покрај тоа што беа известени од страна на Државниот завод за ревизија дека треба да ги почитуваат одредбите. Во пресредно локалните избори, како ќе се зајка контролата за трошењето на јавните средства од страна на локалните власти, какви механизми ќе употребите се со цел поголема транспарентност за сите оние други средства како донации кои што ги споменавте? Мислам дека Државниот завод за ревизија е горд на констатираното и на досегашните успеси. Верувам дека имате информација дека во 2023 година од страна на Transparency International Државниот завод за ревизија е прогласена за најтранспарентна институција во 15 институции во националниот систем на интегритет. Во 2025 прогласена е за најдобра институција во националниот систем на интегритет за 2024 година. Државниот завод за ревизија нема ништо да менува својот пристап од она што значи методолошки пристап за ревизија на политичките партии и изборната кампања, бидејќи досега докажавме дека сме кредибилен извор на информации, дека сме институција со висок степен на интегритет и ќе го преземеме сето она што досега го преземувавме, информирање на сите засегнати страни, вклучувајќи и вас медиумите, известување, објавување на сите извештаи кои што согласно изборниот законник учесниците во изборна кампања имаат обврска да истуваа Државниот завод за ревизија и известување преку подготвување на самите конечни ревизорски извештаи и правење на збирен извештај за спроведените локални избори. Мислам дека во соработка со наведените меѓународни организации во месец септември ќе подготвиме уште една дополнителна работилница, а можеби и повеќе, со цел да ги едуцираме и да дадеме основни информации за начинот на постапување не само на политичките партии, него на учесниците, односно независните учесници во изборната кампања, со цел да се зголеми нивното знаење и вештина во делот на подготвување на збирниот финансиски извештај кој што представува предмет на ревизија од страна на Државниот завод за ревизија. Благодарам.